Дистрих, Цил пред студио, интервју на Зоран Иванов со Дончо Герасимовски. Попис, што е попис? Ќе ни кажат и нашиот денешен соговорник, накусо најво што забележала за овој термин Википедија. Првични форми на попис правеле уште вавилонците некаде околу 1800 година, дури пред нашата ера, потоа грците, евреите, кинезите, египтјаните, римјаните, сите стари народи. Значи, со главна цел да се евидентира воената сила и евиденција за исполнување на даночните обврски. Првиот модерен попис е направен во француската територија на Канада, веројатно во Квебек, некаде 1665 и 1666 година. Гранката на статистиката која се занимава со пописот се нарекува пописна статистика. Попис на населението или цензус представува организирано прибирање на разни податоци за населението кои се спроведува во една држава. Со пописот на жителите често се прави пописи на домаќинствата, стопанствата, па и на бегалците. Стандардно е државите попис да прават на секои 10 години. Пописот се реализира во 4 фази: подготовка, собирање информација, анализирање податоците и објавување на податоците. Дончо Герасимовски, порадишен директор на Заводот на Државниот завод за статистика. Добре дојдете во Дистрих на Цивил пред студио. Ова Википедија би ја дополниле нешто околу формулацијата за тоа што е статистика? Работев скоро 4 децении во статистика. Имам поминато по мерит систем сите работни места, од самостоен референт, па началник на оделение, па помошник директор, па директор, па државен советник и така натаму. Ве нема на Википедија, ќе треба таму да интервенирате нешто за вашето сиве за ова искуство. Па добро, инаку сите го знаат тоа, затоа велам имам поминато сите работни места, потоа и мерит систем. Имам учествувано во доста статистички акции во однос на вашето наведување, во однос на попис. Имам учествувано во 5 пописи, како соучесник, организатор, спроведувач, објавувач, како директор по функција, помошник директор. 10 години исто така се затекнав на таа функција како спроведување на попис 90-тите години. На крајот на работниот век поминав и работев како секретар. Ова Википедија што ред 2 прочитав за историографијата, може уште нешто ли да се додаде за пописот како материја, колку е тој важен воопшто, не од сега, од секогаш излегува, нели уште старите народи нешто? Бројките се многу познати, односно годините од многу одамна кога е започнато со спроведување на попис на еден единствен начин, за да се прибере состојбата со бројот на населението во одредена територија во одреден простор заради потребите кои што ги имале тогаш државите во најголем број и на почетокот било посебно во однос на регистрирање на машкото население заради учество во војни, во војски и така натаму, одбрана на државата, за да може сето тоа се најде. Нема бегање од статистиката? Од статистиката нема бегање, затоа историјатот е долг. Може ли да кажеме дека сите статистичките податоци генерално се практично факти? Па, велат во поедини земји на времето, јас кога почнав да работам уште во статистика, велија дека без статистика нема држава. Ајде да се вратиме на материјалното што се вели на сегашното. Да не влеземе во, бидејќи изборен молк, јас ќе го потрошам сега ова прашање, па натаму изборите нема да ни бидат тема, ќе се задржиме на она што е ваша животна и работна преокупација. Секогаш пред избори, за време на избори поготово, се крева во јавноста полемика околу тоа избирачкиот список и статистиката. Колку биле граѓани во државата на последните пописи, колку се сега, и таа дискрепанца кај нас некаде се движи, па бога ми, од 200 до 400.000. Тука нешто може и вие ќе помогнете, станува збор за иселени и така натаму, но каде е дилемата во јавноста околу веродостојноста на избирачкиот список наспроти статистичките податоци за бројот на граѓаните? Воглани во јавноста и во поедини научни дејности се покренува прашањето на податоците кои што се дават согласно она што ги прибира статистика за населението,
исклучиво според попис, а потоа и според проценките кои што се прават во текот на годината во два периоди, на средина и на крај на година, каде што се објават одредени проценки од население врз основа на одредени параметри кои што се користат во статистиката преку наталитетот, морталитетот, природниот прираст, преку иселувањето од земјата или доселување, одобрување на престој, одобрување на азил, одобрување на бегалци, значи една широка лепеза на критериуми и правила на можности за да се дојде до одредена бројка кој што ги има. Во времето за избирачкиот список и за бројот на населението се поставува прашањето дека тие во одреден временски период или блиски или скоро блиску колку што има население во земјата, толку има и избирачи. Меѓутоа, постојано се говори јасно за секоја одредена активност, за секој значаен документ, за се она што се работи за потреба на државата, постојат и одредени законски определби. За секој попис се подготвува закон. Законот се прави врз одредени критериуми и параметри со меѓународните препораки ради примена на методологии и стандарди и се прави врз основа на податоци кои што ги има во надлежните институции во земјата. Каква оценка ќе прати Герасимовски околу актуелниот избирачки список? Може ли да констатираме дека тој валиден, дека се разбира плюс минус некој промил, никогаш не може да се поклопат податоците во списокот со она што е во државата? Податоците од списокот, избирачкиот список, со податоците на објавување на податоци во државата не може да се прави споредба. Споредбата не се прави од аспект дека податоците кои што се внесуваат во избирачкиот список се податоци на државјани на Република Македонија согласно законот за наполните 18 и повеќе години. Во пописот е опфатено се вкупното население и може би тука доаѓа одредени сегменти на разликите кои што се појавуваат што со на население кои што е од 0 до 18. Може би често и се политизира темата главно пред избори за време на избори. Апсолутно, тоа пред избори веднаш бројот на население е толку, избирачи во избирачкиот список се толку. За на некој начин да се оспорат резултатите, може би. Па на некој начин за да се оспорат резултати, на некој начин дека не ви е добар избирачкиот список, дека врз основа на кои параметри и критериуми е правен и така натаму. Може ли да се констатира дека за овие избори, за локалниве, избирачкиот список е сосема валиден? Па валиден е секој избирачки список. Избирачкиот список се прави врз основа на државјани. Државјани имаме во Република Северна Македонија, кои што се во земја и кои што во странство. Со право на глас. Во населението во земјава што се брои, согласно закон за попис, е население кое што живее во земја, во обичаено место на живење, надвор од оние кои што не влегуваат во бројот на население кои што е надвор од земјава. Така да не спомнуваме сега колку се проценува според Светска банка, според Обединетите нации, според Евростат, колку наши државјани живеат надвор од земјава. Тие се параметрите на разликите кои што се појавуваат меѓу бројот на населението и бројот на издадени државјанства кои што го има. И тука е разликата меѓу население над 18 години и она до 18 години, бидејќи тоа според издадени државјанства веројатно Министерството за внатрешни работи има преку 2,5 милиони. Така да тие се население кои што се во на група на граѓани кои што не влегуваат. Вада кумулативно податока и за избирачкиот и за статистика се валидни, значи. Апсолутно. Да се потреба сепак да се вратиме на темата и да се потреба на хронологијата. Пописот 2011 година. Пропадна, знаеме како да не елаборираме многу, но ме интересира вашето искуство, каде се прекина, која беше причината и кои се последиците? Повогно за пописот 2011 година, знаеме дека неславно заврши. Неговите почетоци уште на почетокот на подготовките, односи и на подготовка на законот по поместување на рокот со измени и дополнување што се направи во законот, во однос на самата подготовка на организацијата, во однос на работењето на така наречена државна пописна комисија, која е едно политичко тело составено од повеќе етнички групации за да работат натре, несогласувањата внатре во однос на стандарди, методологии и препораки дадени кои што треба да се користат во пописот, со недоволна организација за подготовка и на терен, почетокот на недостаток на учесници во самиот попис на
попишувачи и инструктори и во однос на додоцување на одредени технички работи кои што ги имаш. Меѓутоа, сето тоа е, пак велам, во фазата, во ерата на подготовка, на организација и негово спроведување. И многу пописот почна, меѓутоа конфликтите уште пред започнување на пописот беа во однос на самата државна пописна комисија. И ако добро се сеќаваме, пред пописот, за време на пописот, имаше оставка од председателот на државната пописна комисија. После, токму така, после тоа на одредени членови и државната пописна комисија почна да не функционира. Се појавува одредени појави на терен кои што ги имаше. Ајде да се вратиме со реченица две за причините. Колку партиите беа инволвирани директно? Тогаш во коалиција беа ВМРО, ДПМН и ДУИ. Беше трка по етнички податоци. Во најголем дел веројатно во етнички податоци, тоа и ден денес, знаете, имаше и судска постапка, тие двата тогаш, да речам, председатели на тие политички партии кои што учествуваа во власта и кои што ја водеа и таа државна пописна комисија формирана од нивна страна, дојдоа до одредени согледувања. Може грешам, но може ли да констатираме, вие како експерт, стручнек од надвор, кој нема врска со директна инволвираност на партија, на политика во тој тип на работа, дека политички партии, практички тие две политички конјунктури го уништија пописот поради некои своји лукративни или материјални цели? Апсолутно, така би требало и да заклучиме. И јас постојано говорам и сега или во иднина. Да збориме само о стручен аспект, од законски определби и она што е дадено согласни препораки, содржини, методологии и така натаму. Тие се град врз основа. Да се задржиме тогаш на овој попис на годинашниот. Исто имаше некакви индикации, или јас грешам, од по партијска и по етничка линија да се форсира запишување на главно за нашите иселеници, нели, жители во странство. Толку ли е важно дали ќе има повеќе македонци, повеќе албанци или за помалку вакви или помалку онакви? Што се случува со македонското општество? Уште ли не е доволно созреано и граѓанизирано? Во однос на етничкото прашање веќе беше поставено уште пред почетокот на пописот во неговите подготовки на законските определби, во подготовка на законот, дали ќе има етничко пребројување во земјава по однос на пописот што треба да се спроведе. Знаеме, поради зафатеноста, односно појавата на ковидот, тој се одложуваше и се спроведе оваа година. Меѓутоа, во истиот сепак преовладуваше нешто во однос на прибирање податоците. Основната суштина во самиот попис е вообичаено место на живење или население кој што постојано живее во земјава. Тоа е население по стандардот на препораките, европски стандард на Евростат, на Економската комисија за Европа во Женева, кои што ги дават основните насоки, препораки. Тоа е документ кој што ги содржи комплетно сите активности за еден попис. Но бидејќи ние не сме се уште Европа или далеку сме и ментално од тоа, правиме компромиси. Каде водат тие компромиси? Тоа поради уставните одредби или повеќе хир? Компромисите не се прават во однос на поборувањата надвор од препораките. Препораките имаат основни правила и критериуми врз основа на кои се прибираат податоци. Таму, да речем, има 8 белези врз основа на кои се прибираат. Така, меѓу едните од нив е покрај демографски, социјални, економски, образовни, миграциони, лица со попреченост, домаќинства, станови и така натаму, и културолошките каде што спаѓаат мајчиниот јазик, етничка припадност и вероисповед. Тие стојат како такви. Меѓутоа, нашата земја и во дискусиите согласно Устав, каде што се наброени сите етнички групации кај нас и велиме на крајот и другите етнички помали заедници кои што се вклучени, секогаш биле опфатени во нашите пописи од 1948 година па наваму и не представувало нешто што треба сега да се укине, бидејќи знаете секогаш дали Европа стекнато право, односно примена на истите, за жал за многу соседни земји кои што не го прават така како што го правеше порано во поранешна Југославија, сега како Република Северна Македонија ги применуваме истите стандарди. 21 постоеше ли реална опасност или веројатно по објавувањето на пописот се уште постои опасност заради бројката на иселеници, на нерезидентно население, тој попис да биде доведен во прашање, бидејќи кампањата, дури од партиските штабови, од високи државни функции, беше насочена кон диаспората, нели, по секоја цена да се запишат да ги има едните или другите или петите што повеќе. Постои ли опасност овој елемент повторно да го урниса и овој попис? Во таа насока би го имал согласно препораките и стандардите кои што се применуваат во однос на објавување на податоците
се појавува вкупно население во земјата и население кој што живее надвор земјата. Нашата земја се уште не води доволно евиденции или регистри или бази на податоци за иселувањето на наши дали ова државјани. Живее надвор? Тоа население што живее надвор, како ќе се ослика во овој попис? Ние за пописот е направен обид да дознаеме, бидејќи не знаеме во земјата колку не има надвор, да се направи едно истражување, односно само попишување на нашите кои се наоѓаат надвор од земјата во диаспората. И тоа беше врз основа на определена апликација направена од страна на Државниот завод за статистика, пратена ширум светот за да може да нашите државјани кои што се надвор од земја само попишување да го направат. Тоа е население кое што живее надвор од земјава, а врз основа на добиените податоци, за жал, за мене да речам лично, се малку необичаено толку малку број да наши државјани се пријават. Меѓутоа тоа во компарација не оди како вкупно население. Вкупно население е оно население кој што живее. Значи, може ли кажам дека, може ли јас да констатирам дека таа бројка на иселеници или на привремено иселени повеќе од една година или како што се законот и прописите, како статистичка бројка, не како население се разбира, е неважно за овој попис. Таа бројка. Бројката за пописот е важна за да ги прибереме тие податоци. Како неважно не може да се рачуна, меѓутоа таа е бројка која што настојувавме да точно прибереме податоци за наши државјани надвор од земјата, бидејќи тоа примерно да земам каде во Европската унија, вие не можете да бидете надвор од нашата земја во земјите на Европска унија доколку немате не сте членка или да престојувате таму. Ќе повторам, тоа пак ме упатува на заклучокот дека таа бројка е неважна за овој попис како конјунктура статистичка која треба да придонесе во развојните планови на државата. Може во развојните планови бидејќи бројката е мала, меѓутоа во развојните планови за да знаеме колку ни има надвор, бидејќи нивното право на ограничување не е за враќање во земјата, можеби некој после година 2-3 што ретко се случува, да дојде во земјата за да знаеме дека утре тој број може да се зголеми внатри во земјата. Секако е жалосно што ова темата на етничката припадност на граѓаните, нели, кои сме предмет на пописот, главно се сведува на тоа, а не на мал милион други податоци кои се корисни и потребни, нели, и поради кои се прави статистиката. Но сакам да ве прашам, актуелниот директор на Државниот завод за статистика пред почетокот на пописот, веројатно тргнувајќи токму од тие како да речам амбиции да има што повеќе луѓе, нели, забележени во етничките групи, предложи да во овој попис 2021 да не постои графа етничка припадност. Валидно ли е тоа за Герасимовски? Што мислите вие за тоа? Кога ќе се граѓанизираме? Толку ли е битна таа бројка? Кога велиме дека стекнатите права еднаш за секогаш се стекнати права? Веднаш по објавувањето на таа информација има веќе неколку коментари во кои што кажав и сега кажувам дека нашата земја била многу полиберална во прибирање на податоци во однос на етничката припадност од аспект дека сепак тоа е потребно за една земја каде што и да не речем живеат повеќе етнички заедници да има еден таков податок кој што го има. Велам дека тие податоци ние и во поранешна Југославија и во пописите 91, 94, 2002 година и 2011 во препадната постоја какви податоци. Меѓутоа имајќи во предвид дека пописот е најголема статистичка операција. Пописот е со најголем број на учесници. Пописот е со голем број финансиски средства. Пописот избедува милиони податоци кои ќе се потребни за развој на државата, кои ќе се потребни во научните институции, кои ќе се потребни за натамошни планирање, кои ќе се потребни за добиење на проекти, финансиски средства и да не говорам се она што се обезбедува единствено само преку попис и затоа пописот ради таа масовност, ради сета обемност што е, неслучајно се спроведува во еден 10 годишен период, односно на секоја 10 година. Според тоа, останува прашањето, пописот не е само етничко пребројување. Пописот демографски, да знаеме на територија на државата каде живее населението вкупно, во регионите, во населените места, да знаеме какво е по пол, какво е по возраст, какво е неговата, да не речам,
Образовна структура, колку имаме неписмени, колку се со занавршено основно образование, колку имаме население со основно образование, со средно, магистри, специјалисти, докторанти, доктори на науки и така натаму. Исклучиво се добива само. Па вие не знаеме колку станови имаме. Ние се бориме секој ден дадени дозволи за градба. Меѓутоа, колку станови има во држава, колку објекти има во држава? Од вас, стручњаците, устата пена ви фати, ова објаснувајќи го во јавноста, за сите пописи, и повторно се сведува на тоа, генерално доминира темата на етничкото пребројување на единките во општеството и во државата. Има ли некоја фалинка, можеби, во Уставот? Па, Уставот определува дека слабо изјаснување на граѓаните во односи на етничка припадност. Бидејќи тоа е слободно изјаснување на граѓанинот. Пример, во податоците сега ќе се прават обработки со гледувања, надвор од земјата и тоа, дали се над 11 месеци или се повеќе од 11, дали припаѓаат во земја или не. Затоа ние велиме, електронски се прибираат со комбиниран метод, меѓутоа тоа не е што е прибрано е тоа. Се прават согледување, се прават анализи, се прават разгледување на методот, се прегледува секој податок кој што е даден за да тој биде веродостоен, за да служи на еднината. Меѓутоа, може ли пописот да биде валиден без изјаснување за етничка припадност? Валиден или невалиден таков попис? Наспроти нашиот устав. Доколку државата се сложи дека тоа може да се спроведе и го донесе законот. Законот е предлог на владата, го донесува Собранието на Република Македонија, некаде што имаме и Министерство за правда, каде што имаме владени функционери, каде што имаме пратеници во Собранието, кои што сето тоа добро го знаат и во Уставот за примената него, каде што зацртани и тие кои што да речам се етнички. Јас малку идеалистички можеби инсистирам, но ќе има ли штета по пописот, по податоците, ако на наредниот попис, еве за 10 години, не постои таква графа за етничко изјаснување на граѓаните, без оглед Уставот? Тоа е определено на секоја земја. Дали ќе има штета државата? Нема да има штета, видите сега, ние не одиме сега, веројатно сите појави кои што ги имаме врз основа на етничка припадност на вработувањето натака, тоа веројатно еден ден ќе заврши. Но може е потребно за образование. Мене за образование и нешто друго мора да има. Сега ги имаме во повеќе структури, немаме во училишта, основни училишта и средни училишта кои што изучуваат на свој мајчин јазик, немаме закони за мајчин јазик. Така се правата, па велиме во тоа училиште има толку и такви ученици. Имаме настава на албански, на турски, на српски и така натаму. Околу методологијата, до кога и кај на себе поразвиените и технолошки понапредните држави се ослободија веќе од попис од врата до врата, некаде тоа се уште се прави комбинирано, некаде воопшто, некаде само како проверка на тие електронски податоци што граѓаните од дома преку интернет ги праќаат до Државниот завод за статистика. Мислите дека ова е последен попис каде што ќе ни тропат на врата за да не прашуваат кој сме, што сме, каде сме, што имаме, како имаме? Во таа конотација треба од страна на надлежните субјекти, а поготово и од владата, се преземат мерки и активности веднаш по завршување на самиот попис. Впрочем, треба да произведат сега одредени анализи и состојби што е применето во овој попис. Во овој попис направивме на вистина еден исчекор од традиционален кон комбиниран метод и постои метод на регистри. Искористивме можност за да точно ги истестираме поголем број на земји во земјите на поранешна Југославија со источок на Словенија и Хрватска сега во овој момент проба да прави попис како што го направивме ние комбиниран. Со надеж и обрска дека наредниот попис ќе биде по пат на регистри. По многу земји факт е во светот дека постојат попис по пат на регистри, каде не се оди секако по пат на интервју од врата на врата, не се оди во хартиена форма, се оди електронски, во многу земји постојат регистри. На сите овие субјекти, како и сега во овој попис се користија негде околу 10 државни институции кои што имаат одредени состојби, показатели, бројки во однос на пензиско инвалидско осигурање, во однос на државјанство, во однос на здравствено осигурање, во однос на агенција за вработување, во однос на
Министерството за труд и социјала, во однос на Надржни Министерство работи, за образование, на на АРМА и така натаму, каде што имаме базина. Но ќе треба усогласување на законските определби во истите, за да тие се презамат од там, од овие надлежни институции кои што може да се компарират и тие податоци да може да се вкрстат меѓу себе, бидејќи матичниот број е единствен. И тој ги повлекува сите податоци на едно лице кој што ги има внатре. Меѓутоа, ако вие ги црпите од различни институции, методот и начинот на информатиката, кој што технолошки оди многу брзо и напред, ќе треба софтвер кој што ќе бидат применети за сите подеднакво заради вкрстување и добивање податоци. Тоа е по пат на регистри и без користење одење од врата на врата на интервју. Сепак во крајна линија таквата водење на статистика која не мора да биде предпоставам на 10 години, туку ќе се работи во континуитет или на некои периодични, но тоа зависи веројатно од методологијата. Мене ме интересира на таков тип електронско водење на евиденција, значи на попис, тука веќе се исклучува етничката припадност, изјаснувањето по етничка припадност, или ние сепак како граѓани ќе добиваме дома апликации кои што ќе треба да ги пополнуваме со разни рубрики, па вклучително и етничката припадност. Во таа конотација, во тој контекст се искуствата и од кајности сега. Вие сега кога доаѓа во попис, ги имавме од сите овие бази податоци на десетина институции внесени во самиот, да речам, лаптоп информатички. Таму штом вие го прикажете вашиот број, кој ќе притисне на лаптопот, да речам, излегуваат и вашите сите податоци. Тоа е веќе електронски се добро и да не речам, ако се тие добри, валидни, квалитетни, усогласени и така натаму, веднаш 90% веќе се прибрани такви податоци. Но државата низ податоците Герасимовски може се да констатира, без да не праша, може да констатира кој сме, што сме, кој ни е матичен број, како се викаме, колку сме возрастни и така натаму, колку имаме имот, простор, не знам, ниви, станови, викендички и така натаму. Значи, практично се може, но таа нема податок за нашата етничка припадност. Затоа прашам дали сепак граѓанинот на секој попис ќе мора да биде прашан за нешто. Во поедини земји, да дополнам веднаш и на тоа, се прави пописи по пошта, што велиме. Вашите податоци кои што се прибрани, тие ги праќаат по пошта, со сите ваши податоци. Да, вие, доколку има измени, дополнувања, корекции и така натаму, сте имале во образованието земе основно, средно, па сега имате високо, може сте магистар, доктор на науки, сте го промениле занимањето, ќе направите одредени корекции, одредени усогласувања. Меѓутоа, пак велам, основното уредување е уредување на просторот, адресните податоци, во однос на образованието, исто така промените кои што настануваат, меѓутоа посебно во однос на местото на живење. Ние знаеме дека, еве и сега негде околу 250.000 станови има повеќе во однос на број на домаќинства. Меѓутоа, променот е на одредување на постојаното или вообичаено место на живење согласно законска определба или согласно вообичаено. Ние знаеме било кој од граѓаните, наши роднини, пријатели, другари, колеги или било што, кои што има 2 или 3 стана. Плашејќи се некој од едно од друго, сега земјиштето и тоа на кого е префрлено, на мажот, на жената, на децата. Домаќинствата се раслојуваат, мажот на една адреса, жената на друга, во различни општини. Тоа се треба да се усклади, затоа велам треба усогласување на сето тоа. Меѓутоа, сакам речем, ширината е голема, меѓутоа не е големината само во етничкото пребројување, дали ги има како податок. Државата заинтересирана, видите се, сите надамошни статистички активности, во однос на примерот на анкети што се водат, ќе се црпат од овие податоци кои што ќе се објават сега во јануар-февруар, кога ќе биде готово во време. Така, логично следново прашање е за крај, но ќе го поставам сега, иако сме пред крај на емисијава, кој е тој авторитет или кои се авторитетите што по завршувањето е и нови македонски попис 21 ќе каже дека пописот е успешен или не е успешен? Јас не се сеќам дека во поедини земји некаде се прашува дали пописот е успешен или не успешен. Пописот го спроведува надлежна статистичка организација. Од врвот на Обединетите нации задолжена за тие активности. И во Националниот институт за статистика, Националниот завод за статистика е надлежен да спроведе попис. Во земјата која што е поготово членка на Обединетите нации не задолжува во рок од 10 години да спроведе државата преку надлежната институција. Ќе се соберат, сега се во фаза на разгледување, прегледување, не иде тоа прибрано па ќе завршат сите фази.
На крај некој треба да констатира, тоа е Државниот завод за статистика. Ќе ги објави со податоците. подписот на директорот, сега кај нас веројатно ендемски со врзан подпис и на заменик директор. Така. Ако еден од тие двајца не се подпише, подписот е валиден или не е валиден? Пописот е секој ќе биде валиден од надлежната институција, тие двајца Без оглед на подписите, бидејќи податоците стојат. податоците се тие се, дали јас се слагам или не, на кој му одговара, на кој не му одговара, тоа е сосема друго прашање. Вашето искуство што вели, еве разговаравме и по етничка и по не знам каква статистичка друга линија, кој ќе заврши овој попис, ќе има незадоволни? Постојано имало незадоволни. Секој се брои и пребројува. Било која етничка припадност, велики тука го земјат, не може да рече, провериме дали сме на вистина толку во земјата. Добро, по пол, по верска е припадност и така натаму. Меѓутоа, во вкрстувањето на податоците, вие имате и интересни прашања, дамо, зашто се забавува или зашто информатички не може утре да исфалиме попис. Имате едно прашање, пример, кај целото население одговарат само жени, колку деца сте родиле и така натаму. Меѓутоа, некој кај машите одговорил, сгрешил, некој... Значи, тоа мора да се провери да најде. Тоа пребројување затоа и тоа што се прави во споредба на она се што сакаме да го добиеме е многу актуелно за да го имаме податок, да биде веродостоен и за да го имаме како таков. Податоците се пријавуваат во Евростат, во Евростат, асоциација европска, Евростат, и колку е таа валидна да каже дека да, добро сте направиле вие во вашата држава, Евростат сте спровеле валиден така попис. јако заинтересиран за секоја земја, поготоа и за нас, иако не сме членка, меѓутоа нашиот завод во Република Северна Македонија е со длабока примена на стандардите кои ќе ги дава Евростат за Европа. Зашто? Затоа што тие податоци ние ги праќаме таму и прават споредба, анализи во низа, да речам, компоненти кои што се дадени и по животен стандард, и по индустријско производство, и по плати, и по било што каде што е најден и се вкрстуваат, односно се ставаат во една линија на земји со Европска унија и земји надвор од Ова Европска унија. подписи, директори, врзани подписи малку Сега малку тоа тие политиканство. стојат за тие податоци и некој мора да стои. Евростат ги следи сите активности кај нас. Евростат го има разгледано законот. Евростат го има разгледано методологијата, има давано согласност или го има. Постои Совез за статистика, во многу земји постојат статистички друштва кои што комплетно го работат тоа и кои што сите даваат забелешки, сугестии, предлози своји кон подобрување на сето она. Дали сето тоа е добро и применето. Не се работи дали вас ви одговара или не одговара. Стандардите дали се доволно применети внатре. Фактите внатре и од тоа произлегуваат и податоците. Сега да ја прашам околу ова малку политичко прашање и статистика. 120.000 граѓани со бугарска националност во Македонија тврди службена Софија или некој од тамошните политички водства. Пописот не знам што ќе покаже. Ние имавме некои избори, некои партии, нели? Но бројката беше минорна. Можно ли да има 120.000, а тоа малцинство или таа етничка припадност да не е досега статистички забележена во Македонија? Па согласно моето искуство да ви кажам, јас честопати сега се свртивме на таа тема веќе на неколку пати во однос на етничкото пребројување, занемарувајќи ги оние останати белези кои што ги добиваме. Ова го велам од причина што многу етнички заедници, политичари или било која политичка партија, да не речем, зависи од која... Од разни причини. Разни причини ова, не само во однос, веднаш, како да речем, србите нека бидат и ромите, нека бидат и бугарите. Добро, сум конкретен, бидејќи веднаш и конкретен кај вас. Меѓу државни односи околу кривање на рампата, се политизира тоа прашање. Можно ли да има 120.000 граѓани бугари во Република Северна Македонија? Бројките некојаш и добро ги памтам и ги цитирам или ги објавувам од прилика дека кога се тие. За бугарското население, ако ме прашувате конкретно, бугари, согласно пописите и од 48 година до 2002, е бројка која што е за нас, за мен да речем лично занемарливо, од аспект негде околу 88-99 бугари дали се имат и јас до 48-53, негде 71 околу 3.500,
ми се чини негде со последниот попис, ми се чини неколку 1500 Добро, луѓе. времето на монизмот Во може да е 2002 година па се пријавиле како такве, но тоа е слободно изјаснување на граѓани. Никој вас не ви смета како ќе се изјасните. Тоа е слободно изјаснување на граѓани по негово чувство. Може да очекуваме да се собере таа бројка, да видиме и колку има од етнички заедници вклучително, нели? На 120.000 е многу висока бројка која што се коментира. Се насмеавте, мислите дека е смешна? Ама не е што е смешно, тоа е веројатно ради некои економски проблеми, барање пасоши бугарски и така натаму. Ние имаме наши иселени во странство, тоа е друга тема да ја збориме колку се иселени надвор. Меѓутоа ние не знаеме колку се иселени со бугарски пасош што се пријавени во Европската земите на Европската унија, но ние велиме ве се иселиле пример 300.000 државјани на република, меѓутоа може се и 400. Зашто ако има земено 20, 30, 50, тоа го кажува од друга држава и тој е пријавен во земјата на Европска унија примерно како државјанин на република ради одредени бенефити и така натаму, али го зел пасошот веројатно ради некои економски или своји. И овој попис некако го туркавме како по калдарма. Ковидот си имаше своји последици, повикување на бојкот, на неотварање врата, на не знам вакви и онакви политизации. Сепак, ако добро ве разбрав, генерално добро е спроведена оваа статистичка операција за сега, но ние како општество, како држава, ќе стекнеме ли некогаш за наредниот попис елементарна култура за тоа што е попис и да отвориме врата, да кажеме кои сме, што имаме, да затвориме врата, државата си работи својата работа и да се грижи за нас. Или ќе ни треба уште време? Нас апсолутно не треба време, ние во било кој попис по пат на несогласување, по пат на бојкот, по пат точно не отваря врата. Тука се во прашање, затоа реков политичките партии, тука е проблем и со пописот на 2011 година што не заврши, да речем. Тука е проблемот на секогаш отворено прашање кога е во оваа конотација, дали се моите предлози прифатени, дали се вашите. Обострано треба да седнеме и добро да разгледаме, јавно, транспарентно, поготово преку медиумите, да има широка кампања во однос на сето објаснување, меѓутоа објаснувањето да биде разумно, со еден ментален склоп, кој што треба многу повеќе да го спромениме во однос на сегашноста, дека тоа е неминувна акција. Потребна акција за државата, за творењето на иднината на државата и за се она што е потребно натре. Јас само сосема кратко имам контакти со многу, да речем, или општественици, или градоначалници едно друго. Многу проекти се пропаднати ради немање на доволно податоци. Таа едукативна dimenzија е обврска и на политичките партии. Политичките партии да се вклопат или да едуцирате, да се повлечат, да ве остават вас експерти да вршат едукацијата. Воглавном и така оди во светот, затоа вела тоа е стручна организација. Тоа се стручњаци кои што треба да го спроведат. Тоа се научни работници кои што се консултираат. Па земете во Советот за статистика кој е советодавно тело на државниот, каде што има 10-15 члена кои што се внатре се од институции и стручњаци од областа на статистика и сите институции врзани во Кога ќе се појават првичните резултати, ќе имаме, се надевам, повторно повод да елаборираме на овие теми. Нашиот термин сега истече, за жал. Дистрих, пред студио, Дончо Герасимовски ви благодарам. Благодарам и вас на поканата.